Уште еден срамен чин се одвива во Македонија, во кој што државниот врв се крие и критикува за собствените одлуки. Почитувани, ова се делови од записници на владини седници од март 2021 година, кога во очи на локални избори, владата на СДС дава мислење на Шилегов и Скопје, повторно водени од СДС, за преименување на улици, мостови и објекти. Ова се записниците за 50-та и 51-та седница, каде што во отсуство на министер за финансии, како што е наведено тука, присутен и гласа Димитар Ковачевски во функција на заменик министер. Еве и 51-та седница, еве го записникот каде што е наведено името на заменик министерот тогаш Димитар Ковачевски, сега премиер. Преименувањето на улиците, односно мислење од владата за преименувањето на улиците на овие две седници се 9-та и 105-та точка. Еве одлуката како точка 9-та точка, каде што вели владата е разлега предлог листата за дополнување на листата на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти и условно даде согласност на листата и така натаму, и така натаму. Да видам и вториот документ. Еве точка 105-та. Владата го разгледа новиот текст на предлог листата за дополнување на листата на имиња и улици и даде согласност на листата. Истата листа, почитувани, ова е листата на имињата со одлука на Шилегов и СДС, кои што го водеа Советот на град Скопје и како советници од СДС и ДУИ му ја прифаќаат предлог листата на Шилегов во март 2021 година. Ова е информација на сајтот на град Скопје, каде што стои дека при избор на новите имиња, кои што ќе бидат содржани во предлогот, фактички ја најавува предлогот на градоначалникот Шилегов до Советот, земени се предвид етничките, културните и социјалните специфики, ова не случајно го читам, и вели во таа насока, во редот на новите имиња на улици ќе се најдат и Беким Фехмију, Ибрахим Ругова, Адем Демачи и мајка Тереза. И ова е листингот со промената на имиња од 2021 година, каде што како 142 предлог кој што поминува Втора македонска бригада се преименува во Адем Демачи. Значи, јасно стои промената на името на Втора македонска ударна бригада во Адем Демачи. И од тука, почитувани, владата на СДС со заед, со гласање на Ковачевски, на предлог на Шилегов во 2021 година го менува името на Втора македонска бригада во Адем Демачи. Денес, под притисок на јавноста, истиот Ковачевски, кој што гласа за промена на Втора македонска во Адем Демачи, бара во Чаир, ако сакале, улица со такво име да си изграделе. Ова стои во нивното соопштение од кабинетот на Димитар Ковачевски. Епа, почитувани, Ковачевски да каже дали денес се срами што гласал за Адем Демачи наместо Втора македонска, па сега се крие и манипулира, бара Чаир да си изградел улица, ако сакале да го носи името на Адем Демачи. Почитувани, не постои срам и понижување на Македонија, зад кое што не стои подписот на СДС. И не постои таков зафат, без притоа СДС со лаги и криење да се обиде да избега од одговорност. Таков документ или зафат едноставно не постои. Ви благодарам. Во оваа насока, како може да одговорам и на прашање пристигнато до прес-центарот, дека Пендаровски бара инспекции и објаснувања и други зафати во Чаир, да одговорам. Стево Пендаровски уште еднаш покажа дека е срам за позицијата која што извршува, настапува паушално и целосно дезинформирачки кон јавноста по наредба за одбрана на СДС. Сега очекуваме истите прашања да ги насочи кон СДС. Срамно е ова. Човекот паушално настапува, излегува за улици во Скопје, па замислете тогаш колкав е степенот за неинформираност и паушалност во доменот на безбедноста, одбраната или дипломатијата, каде што реално има ингеренции. Срамно, жално и недостоинствено за Македонија. Повелете со прашање? Да, во темата, кога спикерот Джаферија закажа пленарната седница за потребата за отворење на Уставот, тоа е сега во петок, но тогаш председателот на партијата Христијан Мицкоски кажа дека допрва со партиските органи ќе утврдува како ќе постапуваат пратениците во собранието. Дали пратениците на
ВМРО ДПМН има ли донесена одлука таква ќе присуствуваат на седницата, има ли не знам расправа ќе учествуваат? Ставот на ВМРО ДПМН е јасен и недвосмислен повеќе од една година, а тоа е дека уставните измени нема да поминат и потоа апелираме да не се прават на тамошни комбинаторики, ќе се види дека немаат легитимитет за било што. Единствениот чекор кој што треба да следи се предвремени парламентарни избори. Ви благодарам. Во комисиската расправа има сепак враќање тука има. Уште еднаш, уставните измени нема да поминат, да не се лажат да прават комбинаторики, единствено што треба да следи, тоа се предвремени парламентарни избори. И само за крај чекувате Джафери да ја прекине седницата на дневен ред? И уште еднаш ќе повторам, уставните измени под бугарски диктат нема да поминат, нека престанат со комбинаторики, единствен логичен излез по падот на легитимитетот на оваа власт во петок ќе бидат предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.